Ако денот по утрото се познава, тогаш советниците од позицијата и опозицијата годинава ќе одработуваат брзо и ефикасно. Денешната прва седница на Советот во 2016 година протече без позначајни дискусии или препукувања, а понудените предлог планови, одлуки и информации беа усвоени со мнозинство гласови или едногласно. Двете точки на дневен ред беа сработени за околу 1 час, што е една од најкратките одржани во последно време. Во делот на предлог плановите за запишување на ученици во прва година во двете средни училишта, директорите ги изнесоа проекциите за новата учебна година, кои се на минатогодишното ниво. Во услови кога не може да се предвиди каков ќе биде интересот на завршените основци за упис на овие училишта, останува планирањата да се димензионираат на расположливите капацитети. По овие излагања на директорите Лазар Димитриев и Димче Сребренов, советниците едногласно ги усвоија нивните предлог планови. Двете точки, информацијата за чистењето на каналите и речните корита во 2015 година и предлог планот за 2016, откако во расправата беа споени во една, предизвикаа конструктивна дискусија со заклучок да се бара планирање до 40 тони нафта, со цел комплетно да се исчистат коритата на сите водотеци, како превентивна мерка од излевање и поплави. Советниците експресно ги изгласа и предлог одлуките за урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправно изградени објекти. Последна помена и одлуката за намалувањето на висината на доместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 20% во период од 4 месеци.